Може. Може. Оваа пресконференција свикав се со цел да изразам големо жалење и разочарување од постапувањето на општинските власти во Делчево. Имено на 2.9. поднесол барање да се разгледа состојбата со незаконската сушара, која што веќе 5 месеци работи без лиценца за работа, без дозвола, без елаборат од животна средина, без никакви пазарни услови и со тоа го загрозува квалитетот на моето живење, здравјето на моето семејство и врши загадување на животната средина. Ова е од голема важност прашање за самата општина Делчево, затоа што треба да се постават правила дали ќе се даваат лиценци и дозволи за работа во место за урбано живење или ова ќе биде само еден исклучок према граѓански активист кој што сака да живее достоинствено. Имено во периодот од овие 5 месеци многу пати се обратив и до комуналниот инспектор и до градежниот инспектор, меѓутоа тие постапуваат дури по 20-29 дена и така натаму. Се обраќав и до останатите институции како пазарен инспекторат, трудов инспекторат, подрачна единица на Агенција за храна и ветеринарство, до полициска станица и од секаде само добивав релативизирање и одговор дека не е во нивна надлежност. Токму од овие причини го поставив ова предмет барање да се разгледа на Советот на општината, затоа што Советот на општината е таа која што одлучува заедно со градоначалникот дали на некој ќе му се даде лиценца да работи, која што е од јавен интерес, дали ќе се дозволи објект кој што е наменет за преработувачка дејност и кој што треба да биде стациониран во економска зона, а не во место за живење, ќе биде дозволено ваквиот начин на работа, да се утврди постапувањето на инспекторатите и дозволата и можноста граѓаните да пријавуваат, односно нивната затвореност и нивната услужливост, ефективност и ефикасност во нивното работење. Изразувам огромно жалење дека оваа точка не само што не е ставена на дневен ред на Советот на општината, дури не сум ни искомунициран дали ќе биде прифанена, дали ќе бидам поканет и дали воопшто ќе се најде како точка на дневен ред. Бидејќи веќе е поставен дневниот ред на Советот на општината, тоа значи дека моето прашање и моето барање е игнорирано, исто така како што е игнорирано сите овие 5 месеци од сите институции. За ова веќе се информирани од антикорупцијската комисија, поднесени са кривични пријави и се надевам дека ќе има наскоро разрешница. Повторно ќе кажам, постапувањето на мојот комшија, сосед, е токму заради тоа што е дозволено од институциите како на локално ниво, така од институциите кои што се одговорни се дел од подрачните единици. Сето ова го гледам како еден организиран акт за да се помогне некому, за да му се даде можност некое ветување што е дадено да биде реализирано токму сега. Моја идеја е да земам сите овие предмет барања да ги дадам на советниците, па тие самите да го предложат на самиот како точка на дневен ред и на тој начин да се разгледа се во интерес да имаме чиста слика што се случува во Делчево, како постапуваат институциите во Делчево и дали Делчево ќе биде место за некои локални апетити или место каде што правната држава ќе функционира.